Зијадин Селај најавува војна на власта, додека не им ги задоволат барањата за законот за државенство, ќе го блокираат секој закон кој ќе биде пуштен во собраниска процедура. Во изјава за Радио Слободна Европа, првиот човек на Алијанса за албанците категоричен, оти побитно било граѓаните фантоми да добијат државенство пред да биде исплатена финансиската помош на сите граѓани погодени од пандемијата. Не е најава, него веќе ние сме го блокирале собранието и блокираме секој закон. Се додека нашиот закон за државјанство кој е предложен, некој друг го блокира. И ние сме многу јасни во тоа. Тргнете ја блокадата и ние ќе ги тргнеме нашите блокади. Бранејќи ги своите апетити, Села се правда дека сите обвинувања на нивна адреса биле неосновани. Топката ја прифрли во Комисијата за финансирање и буџет, оти не закажувала седница каде расправата трае 3 дена. Комисијата за финансирање и буџет исто како и Комисијата за европски прашања. Ти можеш да имаш и 100.000 амандмани. Дебатата во оваа комисија е 3 дена. Кажете ми колку денови и недели се дебатира ова работа дека ние сме ги блокирале петиот сет на економски мерки кои треба да им помага на граѓаните. Веќе цел месец се кажува ова лага и невистина пред граѓаните. Ќе ги блокирате ли? Ние ќе блокираме све што можеме да блокираме, се додека нашиот закон е блокирано со амандмани во матичната комисија каде што чека. Во интервјуто Села наведува дека причината за граѓаните кои се уште не добиле државенство ја гледа во нивната националност, оти биле албанци. За утре пак е планирана средбата со премиерот Заев, на која и двете страни најавуваат решение за ситуацијата, но ниту еден од нив не отстапува од своите позиции. Опозицијата пак ќе го чека исходот од средбата Заев-Села, па потоа ќе одлучат дали ќе ги повлечат нивните амандмани. Според првиот човек на партијата Мицкоски, предложените амандмани на Алијанса за државенството се целосно неприфатливи.